Во Македонија има околу 400.000 покриви на објекти кои што се поволни за производство на електрична енергија и огромен е бројот на граѓани кои би сакале сами да започнат производство на електрична енергија, но со сегашната регулатива практично тоа е економски неисплатливо. Една од компаниите која искористува енергијата од фотоволтаиците е струмичка компанија, кои сметаат дека се заштедува финансии за електрична енергија, а препорачуваат стопанствениците на поголемите производствени капацитети да ги користат можностите, како и придобивките од природните услови. Веќе од 2021 година имаме намалување, меѓутоа со по мал процент, бидејќи струјата се отида драстично по повисока цена, а се уште се очекува покачување. Јас мислам сите компании што финансиски стојат добро, треба или со своји средства или да користат дел од кредитот од банките да финансират во овој фотоволтаични централи. Од твоја партија во земјава ја повикуваат владата да превземе активности со кои ќе се изменат сите подзаконски акти кои практично ги оневозможуваат граѓаните да постават фотоволтаични панели на покриви на сопствени домови и со тоа да почнат да произведуваат електрична енергија. Оттаму напоменуваат дека со сегашното законско решение постојат две ограничувања кои во пракса оневозможуваат приватни инвестиции во оваа област, а тоа се дозвола за производител, потрошувач се дава само на инсталирана мокиност до 4 киловати, инсталирана мокиност и произведена електрична енергија која ќе се појави како вишок во одреден временски период, мора да се продава на универзалниот снабдувач по цена од 0 денари.